По вчерашното приспособување и уредување на површината во центарот на село Дабилја, денеска пристапивме кон свечено отварање на површината со сечење на зелена лента од страна на претседателот на местната заедница, како и со потпишување на дел од местното население. Официјално ја предадовме површината на жителите од село Дабилја. Се надеваме дека после нашата извршна акција ќе продолжат да се грижат за уредената површина, да ја надополнуваат и да ја негуваат. Ова акција, како што беше приспособување и уредување на површината, исто така и денешното свечено отварање, се дел од проектот Зелена граѓанска акција во Струмица. Проектот е финансиран од страна на УСАИД и Фондација Отворено општество, а е кофинансиран од страна на општина Струмица. Поддржан е од Оделението за животна средина од Струмица, како и од јавното претпријатие за комунални дејности. Проектот се спроведува преку програма на УСАИД за граѓанско општество и го реализираме во партнерство со Младински совет, како и Организација на жени. Во наредниот временски период продолжуваме активно со уредување на нови површини, и тоа како на јавни површини, така и на површини пред стамбени згради. Со задоволство можам да констатирам дека упорноста и договарањето со Општина Струмица и градоначалникот и советот на Општина Струмица, со еколошкото друштво Планетојум од Општина Струмица и јавното претпријатие Комуналец беа донесени одлуки за реновирање на еден од трите паркови во центарот на село Дабилја. Така да луѓето со ентузијазам го направија ова за рок од 2 дена, кој и по, да се каже, и по невреме своето го сторија. Дојде денот кога ние сите граѓани на село Дабилја, па и местната заедница треба да бидеме задоволни, но наше е сега да уидните денови да најдеме човек кој ќе го одржува во овие паркови, така да не бидат запоставени. Овие паркови ќе ни послужат како за младите, така и за постарите генерации, да дојдат овде да се релаксираат они како умеат.